Поддржувачите на Доналд Трамп продолжија да го бодрат својот кандидат пред кулата Трамп во Њу Јорк, еден ден откако поранешниот претседател беше осуден по 34 основи, од фалсификување деловни досиеа до незаконско влијание врз резултатите од неговиот избор во 2016 година. Во населбата Челси, гласачот Николас Ворнер вели дека пресудата била ужасна и дека на државата и треба втор мандат на Трамп. Кога тој беше на функција 4 години, немавме ништо од тоа што се случува сега, како што се војната, економијата и инфлацијата. Би сакал тој да се врати и да работи како бизнисмен. Во Мериленд, гласачот Аркади Лапидус вели дека тврдењето на Трамп дека неговото судење било наместено не е добро ни за републиканската партија, ниту за државата. Нема да има ништо додека оваа партија не го отфрли Доналд Трамп и каже: "Ние веруваме во изборите, во судовите, во поротите кои донесуваат пресуди затоа што се наши сограѓани американци." Се додека оваа партија не почне да ги застапува американските вредности во кои јас верувам, никогаш повеќе нема да гласам за републиканец. Гласачката Маргарет Барнс вели дека дури и со осуда за кривично дело, Трамп е поверодостоен од Џо Бајден. Biden just strikes me as being fake, and he's just fake sentimentality. Бајден се представува со лажна сентименталност, сака да раскажува приказни, а знаете дека сето тоа е вештачко. Не му верувам, не е искрен. Трамп од друга страна е интензивен. Дури и кога кажува нешто што може да биде навредливо, јас му верувам многу повеќе. Во Колорадо, гласачката Луда Голодник вели дека пресудата на Трамп е заслужена и се надева дека ќе наштети на неговата кампања. The way that he speaks about women, the way that he treats other countries, the way that he talks about illegal... Начинот на кој тој зборува за жените, начинот на кој ги третира другите држави, начинот на кој зборува за илегалните имигранти и покрај тоа што е во брак со имигрантка, го заслужи тоа што го доби. Во Невада, гласачот Кит Дейтон вели дека пресудата нема влијание врз неговиот глас. Се уште гласам за Доналд Трамп. Мислам дека целата оваа работа беше смешна. Направи да се срамам од мојата држава. Не би го довел на пиво или да одам со него во кафана. Но не се работи за тоа. Во сојузната држава Пенсилванија, која може да ги одреди резултатите на изборите, пресудата може да влијае на поддржувачите на Трамп, вели гласачот Джефри Несбит. Сметам дека ќе биде многу поефикасно за американскиот народ само да го победи него и неговото движење на гласачките места. Мислам дека постои добра можност оваа пресуда да го мотивира неговото движење да излезе и да гласа уште поагресивно и да действува поагресивно на предстојните избори. 90% од регистрираните републиканци се уште го поддржуваат Трамп, според анкета на Reuters и Ipsos. Останатите 10% од републиканците, кои со помала веројатност би гласале за Трамп, би можеле да направат вистинска разлика во тесни избори, каде што и двајцата кандидати треба да ги задржат своите бази и да придобијат независни гласачи.